Ученици и професори од Средното општинско училиште Гошо Викентиев денеска успешно ја реализира акцијата за пошумување на 3 локации во училишниот двор. Со донација од приватни кочански фирми и национални шуми, организаторите обезбедија 100 садници зимзелени дрвја и истите учениците и професорите заеднички ги засадија во училишниот двор. Професорката Катарина Петрова Трендова, една од организаторите на настанот, искажа благодарност до учениците кои покажаа интерес и беа дел од акцијата за пошумување. Екологијата е застапена често пати на моите часови, не само преку есеи и дискусии, често пати, значи преку поттикнување на размислување, значи како да се подобри животната средина, бидејќи како што знаеме, ние повозрастните генерации веќе оставивме некој руиниран еколошки систем на целата планета и мораме да размислуваме и да ги насочиме младите кон тоа да размислуваат како да го поправат тоа, значи како да за себе да состават една подобра животна средина. Едноставно љубовта доаѓа како индуктивност. Прво кон себе си, кон татковината и кон човештвото. Значи, ако е само кон себе си и кон блиските, тоа би било егоизам. Тоа е целата поента, значи да се направи една смисла и насока на учениците да размислуваат во позитивен правец. Среќа имавме што и кај учениците имаше прием добар, сите беа ангажирани, се посадија денеска 100 дрвца, заедно и со колешката Павлина Атанасова, значи со низините ученици, оваа акција ја преземавме. Секаде каде што се обратив кај бизнис факторите во општината, кај сите за среќа најдов на успешен, на добар прием, значи дека сите сакаат да се подобри состојбата во која што се наоѓа целата наша планета, да се подобри животната средина и многу голема благодарност кон сите што учествуваа како донатори на овие убави дрвца. Се работи за 100 садници, сите се зимзелени, борчиња, сребрени елки и има, значи, од разни видови елки, украсни дрвца исто така. Сите се зимзелени, што значи дека нема да измрзнат, бидејќи овој период е баш соодветен за пошумување на ваков тип дрвца. Ваква акција ќе се организира и во иднина, откако и останатите приватни и државни установи ќе ги достават садниците до училиштето.